Во истата вечер, кога тоа го сторија повеќе негови колеги градоначалници со партијци, првиот човек на општина Крива Паланка Арсенчо Алексовски даде отчет пред своите сограѓани за сработеното во периодот од 2009 до 2012 година. На 29 октомври во големата сала на Националната установа Центар за култура извештајот за работењето на локалната власт во изминатите 3,5 години покрај кривопаланчани имаа прилика да го слушнат и неколкумина пратеници во Собранието на Република Македонија предводени од Владко Ѓорчев. Уште на стартот на излагањето Алексовски истакна дека целокупното негово работење било и е насочено кон создавање на услови за подобар живот на сите граѓани на Крива Паланка, согледувајќи ги секојдневно реалните потреби и водејќи сметка за оправданоста и издржаноста на проектите да бидат во полза на кривопаланчани. Во суштина, кој пат и да го одбере една личност, секогаш постои некој кој ти вели дека грешиш. Секогаш се појавуваат потешкоти кои те ставаат во искушение да веруваш дека критиките се оправдани. Но потребна е храброст, мудрост, одлучност и истреност да го исцрташ својот пат и да го следиш до крај. Затоа во сршта на секоја потешкотија постои можноста да се дојде до целта. Отчетноста и одговорноста се основните мои принципи на делување, а секако тоа се принципи и на партијата чиј представник и функционер сум јас, односно принципи по кои делува ВМРО ДПМН. За таа цел, кога се кандидирав за градоначалник, јас пред вас излегов со програма во која беа напишани сите програмски цели за кои се стремев во овој мандат и во овој изминати 3,5 години да ги реализирам. Денеска имам чест и должност да изразам пред вас, граѓаните на Крива Паланка, и да дадам свој отчет за она што е сработено во изминатиот период. Вие сте тие што во март 2009 година ми дадовте доверба да ја водам општината во наредниот 4-годишен период и затоа сметам дека моја должност е да излезам пред вас со пишан документ, отчет, кој денеска ќе ви биде презентиран од моја страна, а во наредниот период истиот ќе биде дистрибуиран до секоја домаќинство во Крива Паланка. Вие сте тие кои треба да знаете за што се потрошени вашите пари, што е направено со нив и дали тоа според вас е оправдано или не. Во него се напишани и опишани позначајните проекти, активности кои се направени во претходниот период. Јас знам дека секогаш ќе кажеме дека можело повеќе, но сепак, ако го имаме предвид и фактот дека општината е презедот со огромен долг од 650.000 евра, сметам дека на некој начин направив реализација на исклучително добри проекти и активности кои досега се нема случено во нашата општина. Јас сум горд на сето она што успеав да го направам и лично ми представува огромна сатисфакција делата кои говорат за сиот мој вложен труд во изминатите години. Во продолжение на ретроспективата, Алексовски се осврна на клучните активности и проекти во урбанистичко-комуналната инфраструктура, како и на инвестициите во образованието, културата, спортот и јавното приватно партнерство. Го истакна и своето задоволство од реализацијата на прекуграничните проекти на нашата општина со бугарските градови Ќустендил и Дупница, за кои што како финансиска подршка од ИПА програмата за прекугранична соработка од фондовите на Европската Унија се добиени над 400.000 евра. На крајот, ваквата пракса за отчетност пред граѓаните, Алексовски ја истакна како обврска. Јас мислам дека сепак бев на некој начин должен ова да го направам. Сметам дека имав една морална обврска испрема граѓаните на Крива Паланка и испрема сами од себе си. Затоа што во изминатиот период тие ми ја доверија својата доверба. Јас ја користев нивната доверба за да владеам со општината, односно за раководам со општината и на некој начин тие го заслужуваат тоа и мора да знаат. Мислам дека без разлика на се ова од тука натака ќе биде и на некој начин една обврска и на другите градоначалници. Дали јас ќе бидам, дали ќе биде некој друг, најмалку е битно. Но граѓаните мора да бидат информирани за она што е сработено, кај се потрошени нивните пари, зашто се потрошени нивните пари и нормално да дадат свој суд за тоа. Дали е оправдано или неоправдано. Секогаш ние ќе кажеме дека можело повеќе. Секогаш ќе има незадоволни кои ќе речат ништо не е направено во мојата улица, ништо не е направено во ова улица, во ова село, во ова нас, но сепак кога ќе ги согледаме сите резултати, јас не сум градоначалник само на една населба или на едно село или на
еден дел од градот. Јас сум градоначалник на целата општина и затоа сакам да ги покажам сите оние проекти, сите оние активности кои се направени во целата општина. Не е функцијата на градоначалникот да гради само патишта. Функцијата е да се градат и патишта, да се гради и култура, да се гради и меѓусебно разбирање, да се гради соработка со меѓународна соработка, да се гради соработка со други општини. Така да, мислам дека, во овој мој отчет е опфатено сето тоа, дистрибуиран е отчетот овдека на присутните што беа, на граѓаните. Истиот ќе биде дистрибуиран до сите граѓани на Крива Паланка, до секој домаќинство. Тие се тие што треба да пресудат, да ценат, дали е оправдано, дали не е оправдано, дали нивните пари се потрошени добро или не. Јас сум задоволен, ќе искористам оваа прилика уште еднаш да им се заблагодарам на сите. Сепак јас без администрацијата не би можел ова да го направам сам. Имав поддршка и од нив. Ги почитувам нивната професионалност без разлика на политичката определеност, без разлика на се. Ние работевме во изминатиот период заедно и на некој начин ова што е сработено заеднички. И се заблагодарувам и на оние кои ми помогнаа во самата изработка на проектот, на отчетот. И јас сум искрено кажано задоволен и од она што го сработив и од она како е сублимирано во самиот отчет, како е направено. Можеби можеше уште, но тоа е тоа. Самата публикација која по овој повод беше промовирана е на 42 страници. Во неа се наведени најзначајните реализирани проекти во повеќе области. Сите комунални и инфраструктурни проекти реализирани во обинстите и во урбаните заедници, како и проектите во спортот, културата, образованието и останатите општествени сфери во надлежност на општината. Како што спомена и Алексовски, отчетот набрзо ќе им биде достапен на сите заинтересирани, пошто самите ќе ги добијат информациите за работата на градоначалникот и неговата администрација во последните 3,5 години.